Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, насилничкото и шверцерско туркање на законот за јавно обвинителство ја потврдува намерата на Зоран Заев за бегство од одговорноста за скандалите, криминалиите и аферите кои се врзуваат со основани сомнежи за злоупотреби и стравот на власта од пораз на изборите. Со сила да се турка противуставен закон за јавно обвинителство на само 2 дена пред распуштање на парламентот, еднострано, без земање во предвид на забелешките од експертите, професорите на правниот факултет, значи дека Заев турка закон за да се ја спаси сопствената кожа од одговорност. Како прво, Заев со законот за јавно обвинителство со кој се сака да не важат прислушкуваните разговори, спроведува операција за амнестија. И тоа амнестија лично за Зоран Заев и членови на неговото семејство, амнестија за раководството на неговата партија и функционери од коалиционата влада, за кои што постојат сомнежи дека се силно инкриминирани во нелегални активности, и амнестија, конечно, за помал дел од поранешното раководство на ВМРО-ДПМН. Поточно, за оние кои се во негово заложништво и решија да одработуваат за негови интереси. Второ, со новиот закон се устоличуваат екзекутори на наредбите на Заев во обвинителството, Рускоска и Јовевски, кои сега се предлага да може да се сменат исклучиво со 2/3 мнозинство од Советот на јавни обвинители, во услови кога знаеме дека Советот, поради партизираноста која направи, е под директна контрола на СДСМ. Ова е типичен пример на монархистички закон. Рускоски и Јовевски му требаат на Заев да продолжат да ги исполнуваат неговите наредби и за да продолжи селективната правда и амнестија на криминалот. Трето, на секој еден правник му е совршено јасно дека станува збор за противуставен закон. Закон со кој ќе се спроведува селективна правда, односно неправда. Каде прислушкуваните материјали нема да важат за Заев, нему блиските соработници и слуги, но за други ќе важат. Би сакал истовремено да потенцирам дека ако е вистина она што го кажа денеска пратеникот Груби, дека се бара Бадинтер за избор на државен јавен обвинител, е исто така уште еден еклатантен пример како владата го крши уставот, бидејќи согласно уставот амандманот 30 јасно се кажува како се избира државен јавен обвинител и како се реизбира. Тука не е предвиден Бадинтер. Четврто, Заев со овој закон покажува страв дека се плаши од разговори кои ќе го докажат неговиот криминал и сега сака тоа да не биде користено за доказ при судска постапка. Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, паднаа маските. Се потврди дека Зоран Заев се бори за амнестија, бидејќи стравува од одговорност за скандалите и аферите кои се провлекуваат во јавноста, а за кои обвинителството молчи. Ова што сега го предлага е закон за амнестија на Зоран Заев, неговите соработници, функционери во неговата влада и неговите слуги. Од првиот ден јавно кажувам дека сум за апсолутна правда, за правда која ќе важи за сите, без исклучок, за кого се работи, од каде доаѓа и за кое име станува збор. Уставот мора да важи за сите подеднакво. Во оваа држава не може законите да бидат за едни казна, а за други амнестија. Меѓу другите забелешки кои што ги имаме многу. За нас, ВМРО-ДПМН, главниот проблем исто така е членот 110 од предложениот закон, со кој се предвидува разговорите да не важат за докази, со што јасно се сака амнестија на Заев, амнестија на Рекет 1, Рекет 2, Леонардо и така натаму. Сите оние други коруптивни афери кои што беа присутни во изминатиот период, но и за кои што постои основано сомневање дека ќе се појават во периодот кој што следи во јавноста. Согласно праксата на Европскиот суд за човекови права, секогаш кога станува збор за разговори кои се од јавен интерес, истите
треба да бидат докази во постапка. Тоа е наш став. И затоа ги повикувам останатите политички партии, пратениците, да имаме заеднички став и да не го гласаат овој закон и да побараме сето она кое што е од јавен интерес да биде дел од доказната постапка. Ако така наречените бомби важа за едни, ќе важа за сите, особено за Зоран Заев, раководството од неговата партија, функционери од неговата влада и неговите слуги. Ваквиот закон нема никаква врска со европските вредности. Туку напротив, има врска со стравот на Зоран Заев и неговата желба да избега од одговорност. Излегува на чистина уште една лага на Заев. Судира во зид и зарибува неговата машина за лаги. Правда мора да има и обновата на таа правда ќе биде присутна кај граѓаните. Ви благодарам. Ако има прашање, ви стојам на располагање. Господине Мицкоски, законот е веќе во собраниска процедура, во 5 веќе е закажана седница за да се утврди дека е стигнат и да биде дадена понатамошно читање. Меѓутоа, албанскиот блок, Алијансата на албанците, БЕСА, па дури владеачката ДУИ откажа поддршка. Но власта пак од друга страна тврди дека ако го убедат ДУИ ќе имаат 80 пратеници. Стравувате ли дека пратеници од ВМРО ДПМН, од постојната пратеничка група, можат да дадат поддршка на ваков закон? Немам јас од што да стравувам. Она за кое што ВМРО ДПМН беше јасен изминатиот период, но и она за кое што денеска го кажав на денешната пресконференција, дека овој закон е спротивен на Уставот, е противуставен. Дека овој закон е монархистички, во смисла на тоа дека се менува членот во законот за избор и реизбор на обвинители, државен јавен обвинител, односно обвинител во делот за организиран криминал и корупција. Сега се потребни 2/3 од Советот за јавни обвинители за да биде тоа лице променето. Тоа значи истите оние кои што го партизираа во изминативе 3 години, сега треба да гласат за овие кои што ги партизираа. Тоа е невозможно. Како трето, согласно позитивната пракса во Европскиот суд за човекови права, не може материјалите нелегално стекнати, а кои што се во јавен интерес, за едни да важат, а за други да не важат. Не може процесите за едни да важат, а за други да не важат. Па послушајте ги представниците на научната фела, послушајте ги професорите што кажуваат. И конечно на крај, повторно ќе го кажам она што цело време го кажуваме. Веднаш да формираме тим од правни експерти, да состават закон. И веднаш по формирањето на новиот парламент, тој закон да биде усвоен, затоа што за нас е важен да имаме квалитетен закон, а не да имаме закон кој што ќе биде амнестија за Зоран Заев, за луѓе кои што се дел од моменталната владеачка структура, луѓе кои што се дел од владината коалиција и оние слуги на Заев. Тоа ние не можеме да го поддржиме. Тука нема прашање дали стравуваме или не стравуваме. Секој оној кој што се пронеде себе си во денешната пресконференција во мојот повик да не ги злоупотребуваме законите, да не го злоупотребуваме и кршиме Уставот, туку да се издигнеме на ситуацијата. Дајте луѓе да ги повикаме тие што се најповикани да состават еден текст и веднаш по формирањето на новиот парламент истиот тој да го усвоиме. Тоа е она кое што го бара ВМРО ДПМН и тоа е оној наш принципиелен став. Но тука се Талир 1 и Талир 2 исто вас што ви одговара да речам. Тоа да се надоврзам, а и дел од професорската фела ви каже дека веќе задуснето вашето парење и поглед. Видете, конкретно, еден по еден ќе дадам одговор на вашето прашање. Талир 1, Талир 2 не се дел од овие случаи, затоа што во тие случаи обвинението се темели на обезбедени искази од лица. Тука не станува збор ниту за бомби, ниту за нелегално прислушкувани материјали. Така што сето онаа приказна кој што денеска се обидуваме да ја слушаме, дека еве ВМРО е соучесник, па да се каже дека едните и другите биле исти, не е така. Тоа е уште една манипулација од страна на власта. Принципиелно за сите да важи. И за тоа што е до сега утврдено како јавен интерес, и за едните без разлика на која политичка партија, и за другите. Тоа е нашиот став, кој што ВМРО ДПМН го кажува. И дали станува збор за Талир 1, за Талир 2, за Рекет 1, Рекет 2, дали станува збор за пациент,
Дали станува збор за останатите предмети, буквално за сите треба тоа да важи. Не треба да има амнестирани. Ова што денешниот закон ни го нуди е амнестија за поедини случаи. Тоа ние нема да го поддржиме. Ниту па на паметни паѓа. Што се однесува до второто прашање. Има време. Ако сега седнат експертите, затоа велам да, доколку зборуваме за до среда дека ќе го направат тој закон, тогаш не би биле честни и да кажеме дека ќе го направат. Но затоа апелираме веќе 2 недели. Дајте луѓе да го направат закон. Еве не послуша. Не одбива. Дајте сега нека седнат. Но дека трае оваа предизборна кампања. Нека го работат тие луѓе законот. Веднаш по формирањето на новиот парламент истиот да биде усвоен. Ете тоа е. Што е тука нешто што е спротивно на правото и спротивно на уставот. Дајте луѓето да направат квалитетен закон, ќе имаат 2 месеца до тогаш, веднаш нека биде по формирањето на новата влада, прва точка на дневен ред и нека биде усвоено единното парламентарно мнозинство. Можеме тоа им одолжиме на граѓаните. Не ваков закон кој што амнестира определени каста политичари во оваа држава. Тоа ние не можеме да го поддржиме. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН поднесе иницијатива за распуштање на собранието на 12 февруари, но денеска председателот на собрание најави дека собранието ќе се распушти в недела на 16 февруари. Најдоцно, да. Ваш коментар ке... Не знам дали ќе се распушти во недела, во сабота, во петок, четврток или среда, но политичкиот договор е собранието да се распушти во среда. Доколку собранието не се распушти во среда, тоа е уште еден доказ дека луѓето кои што се дел од власта, на начин на кој што ние не сакаме да функционираме, преку притисоци, закани, уцени и така натаму, ќе се обидуваат да ги убедуваат пратениците во рамките на парламентот. И пред неколку дена и денеска повторно апелирам до сите оние кои што се убедуваат на таков начин да ги убедат пратениците, да не го прават тоа. Не е добро. Ке се сменат работите. Лош пример оставаме за следните генерации. Немојте на сила да ги правите работите. Народот ве гледа и гледа што правите. Немојте на сила да ги правите работите, затоа што тоа најмалку е што им го должиме на граѓаните. Не е ова битка за спас на политичката кариера на Зоран Заев. Ова е патоказ за единината на цела нација, на сите граѓани на една држава. Апелирам до сите политичари да се држат до договореното, она што сме го договориле да го испочитуваат, а сето останато да не биде дел од нивните политички игри. Не е ова детска игра. Ова се сериозни работи, оставаат трајни последици, прават преседани и затоа ни се случува ова што ни се случува. Не е ова игра за спас на Зоран Заев. Секој кој што се огрешил пред законите и пострамотил пред граѓаните, тогаш нека одговара. До вчера палеа бели чадови, откако видоа денеска дека немаат 80, следен чекор кој им е, ајде сега притисоци, закани, уцени од Савајле, едно чудо сведоштво имам дека тоа се случува во текот на денот. Не е ова во ред. Погледнете што се случува во најразвиените демократии. За телефонско јавување се потрегнуваат процедури за импичмент. Погледнете кај на што се случува. Па вака по-брутално политичко насилие, ја не знам дали постои некаде на друго место во Европа и во светов. Не е ова во ред. Прашање, во изминатиот период се преговара измени на изборниот законник. Една од работите кои што требаше да се направат е балансирање на изборните единици, но се уште според некои информации нема договор околу тоа. Ќе се одили на избори без еднаков број на гласачи во изборните единици. Да, во текот на денешниот ден ќе има разговори кои што ќе се водат и на таа тема. Од принципиелни причини, бидејќи кај нас зборот е збор и тоа што сме го договориле да не одиме во јавност додека не завршат тие разговори, еве јас нема да изнесувам детали, во текот на денешниот ден ќе се знае резултатот и ќе биде јавност информирана. Официјално да продолжам во истиот контекст. Неофицијално е дека најверојатно договорот ќе биде плюс минус 10%. Дали може да ја потврдите? Не би сакал да шпекулирам на Да, во ред. Господин Мицковски би ве прашала како ќе настапат вашите пратеници на денешната седница. Ќе учествуваат ли на седницата закажана во 17 часот, на која што на дневен ред се законот за јавно обвинителство и законот за... Нашиот став е принципиелен. Ние против овој текст на законот сме против. И тука не треба да имаме никаква дилема. Нема промени во последен момент. Како политичка партија, како пратеничка група, ние сме против. Дали физички? Да, зашто не присуствува.